На 6 јануари американскиот претседател во заминување Доналд Трамп се обрати на митингот на поддржувачи во Вашингтон и ги повтори неоснованите тврдења дека ги загубил изборите во ноември поради широко распространета измама. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing. Трамп ги повика своите следбеници да маршираат до Капитол Хил, каде што Конгресот се собра за да потврди изборната победа на Џо Бајден. Толпите ги пробија безбедносните бариери и влегоа во зградата. Во хаосот загинаа неколку луѓе, а многу беа повредени, меѓу кои и десетици полицајци. На 17 јануари полицијата го уапси истакнатиот критичар на Кремљ Алексеј Навални при пристигнувањето на аеродромот во Москва. Тој се враќаше во Русија од Германија, каде што се опорави по речиси фаталното труење за кое го обвини Кремљ. По приведувањето Навални ги повика своите приврзаници на протести. Поэтому я вас призываю, не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся. Во следните недели полицијата уапси илјадници луѓе широм Русија во серија протести за поддршка на Навални. На 2 февруари судот му нареди да одлежи 2,5 години затвор за прекршување на условите за условно ослободување од претходно апсање. На 20 јануари, по неуспешната правна битка за оспорување на неговата изборна загуба, Доналд Трамп ја напушти Белата куќа неколку часа пред Џо Бајден да положи заклетва како нов претседател на Соединетите држави. Во кршење на традицијата, претседателот во заминување не присуствуваше на инаугурацијата на неговиот наследник. Непосредно пред Бајден да положи заклетва, неговата кандидатка Камала Харис положи заклетва, со што стана првата обоена жена на функцијата под претседател. На 23 март товарниот брод долг 400 метри, Ever Given, се заглави диагонално во јужниот дел на Суетскиот канал, блокирајќи го еден од најпрометните водни патишта во светот. Инцидентот запре стотици бродови што се движеа низ каналот, дополнително нарушувајќи глобалната бродска мрежа, веќе затегната од пандемијата на коронавирус. Багери и реморкери успеа да го ослободат бродот по 6-дневен напор. На 10 мај, Светската здравствена организација идентификуваше високо заразен вид на COVID-19 во Индија како варијанта на загриженост. Наречен Делта варијанта, тој стана доминантен вид на вирусот широм светот до средината на јули, предизвикувајќи нови скокови на инфекции. Светската здравствена организација предупреди дека се очекуваат нови варијанти. We will continue to see variants emerge. We will continue to see variants of concern around the world, and we must do everything that we can to really limit the spread. На 15 јули катастрофални поплави ја зафатија Западна Германија во најголемата природна катастрофа во земјата во последните децени, при што загинаа повеќе од 170 луѓе. Од силните поплави беа погодени делови од Белгија. Поплавите беа дел од низата екстремни временски настани во 2021 година, поврзани со ефектите од климатските промени. Летни шумски пожари, предизвикани од сушата и екстремни горештини, имаше низ големи делови од рускиот регион Јакутија, како и делови од Јужна Европа и западниот дел на Соединетите држави. На 23 јули летните олимписки игри беа отворени во Токио, откако беа одложени во 2020 година поради пандемијата. На навивачите од Јапонија од странство им беше забрането учество на игрите и беа воведени строги ограничувања во обид да се задржи ширењето на вирусот. И покрај мерките, стотици спортисти и членови на персоналот беа позитивни на тестот за време на 16-дневниот настан. Во август, американските сили почнаа да се повлекуваат од Авганистан, а талибанските бунтовници постигнаа брзи територијални придобивки во борбите со афганистанските безбедносни сили во голем дел од земјата. Милитантите ги освоја градовите Херат, Кандахар и Џалалабад пред да го заземат главниот град Кабул, практично без никакво противење. Председателот Ашраф Гани избега во Обединетите Арапски Емирати.
Десетици илјади цивили, очени да побегнат од Авганистан, се упатија кон аеродромот во Кабул за да се обидат да фатат летови надвор од земјата. Соединетите држави и нивните сојузници помогнаа да се евакуираат странски државјани, како и илјадници афганистанци кои работеле со странски сили или групи, но многу повеќе афганистанци не можеа да заменат. Последниот воздушен транспорт на американските воздухопловни сили полета од аеродромот во Кабул кратко пред полнок на 30 август во пресрет на крајниот рок на председателот Џо Бајден да го заврши повлекувањето на американските трупи. Повлекувањето на последните војници го означи крајот на 20-годишната војна на Соединетите држави во Авганистан. Во Вашингтон Бајден рече дека континуираното учество во афганистанскиот конфликт не е од витален национален интерес на Соединетите држави. На 20 септември на парламентарните избори во Русија, владеачката партија Единствена Русија, поддржана од Кремљ, го задржа своето мнозинство во Државната дума, долниот дом на рускиот парламент. Имаше широко распространети обвинувања за нерегуларности во гласањето и манипулации на гласачките ливчиња, а западните влади ја осудија климата на заплашување во пресрет на гласањето. Успехот на Единствена Русија се сметаше за важен дел од напорите на председателот Владимир Путин да зацрси својата контрола на власта пред можното негово учество на председателските избори во 2024 година. На 16 ноември хуманитарната криза се продлабочи откако мигрантите кои се обидуваат да влезат во Европската унија почнаа да кампуваат со несоодветна храна и засолништа долж полската граница со Белорусија. Полските власти објавија видео снимки на кои се гледа како групи мигранти на граничниот премин Кузница фрлаат камења кон полските безбедносни сили кои одговорија со водени топови, солзавец и блескави гранати. Западните влади го обвинуваат Минск за оркестрирање на мигрантите, афганистанци, ирачани, сирици и други преку Белорусија кон Европската унија. Официјални лица велат дека овој потек има за цел да ја поткопа стабилноста на Европската унија како одмазда за незините санкции против Минск. На 26 ноември Светската здравствена организација ја означи омикрон варијантата на COVID-19 како варијанта за загриженост. За прв пат идентификувана во Јужна Африка, се смета дека варијантата е позаразна од доминантниот вид Делта и може да има поголема веројатност да предизвика реинфекција. Но прелиминарните докази сугерираат дека може да предизвика поблаги симптоми од неговите претходници. На 6 декември украинскиот председател Володимир Зеленски ги посети војниците во регионот на Донецк во услови на зголемени докази за трупање руска војска во близина на границите на Украина. Украинските лидери обвинија Русија дека собрала десетици илјади војници како подготовка за можна офанзива, но Русија негираше дека планира да нападне и тврди дека Украина и НАТО предизвикуваат тензии. Украинската армија се бори против сепаратистите поддржани од Русија во источна Украина од 2014 година. На 8 декември пратениците во германскиот Бундестаг и дадоа долги овации на канцеларката Ангела Меркел, која ја напушти функцијата. 67 годишната Меркел се повлече од политиката по 16 години на функцијата германски канцелар. Социјалдемократот Олаф Шолц ја наследи, предводејќи ја коалицијата на левиот центар.